Можно е да очекуваме дека и да дојде до негово разрешување, дека изборот на нов државен јавен обвинител би се ставило под знак прашање. Јас реално, па не знам, и резонот ми говори дека причината поради која што тој не се повлекува е токму ова. Да се развлекува овој процес на негова замена со нов човек. И сега моите размислувања одат во насока на тоа дека доколку дојде до некое преоценување на луѓето од правосудството, дека неминовно би требало да дојде и тоа и до Советот на јавни обвинители, односно оние кои што навистина имаат многу важна улога кога станува збор за овој орган на прогон. Марко Зврлевски, при тоа да не заборавиме дека може да се случи да одговара и за одредени кривични дела и за злоупотреби или непрофесионално извршување на неговата функција. Со оглед на тоа дека Марко Зврлевски, една од причините поради која што беше прозиван од наша страна, е дека не ја исполнуваше својата функција да постапува екс официо во случаи кои што беа од исклучителна важност и стануваше збор за исклучително сериозни прекршувања на човековите права, не го правеше тоа. Заради публиката да објасниме дека на предлог на владата новиот обвинител го именува Собранието, но при тоа е нужно претходно владата да добие позитивно мислење од Советот на јавни обвинители. Доколку не го достави Советот на јавни обвинители во рок од 15 дена, тоа мислење се продолжува рокот за уште неколку дена, ако и после тој рок не го достави своето мислење, тогаш се рачуна дека дале позитивно мислење. Меѓутоа, доколку не дадат позитивно мислење, односно за ниеден кандидат, тогаш ќе треба да се објави повторен конкурс. Тоа значи одолжување и тоа значи дека ќе влијае на процесот на реформи во правосудството.